Добро вечер, 1 март го следите најновото издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Да ги погледнеме најпрви кратките најави. Останете со нас. Поскап е такси превозот. Одлуката се уште не помина на Советот. Нема позитивни во детската градинка. Стабилна состојбата. Општината ќе финансира 60 на културни манифестации. Поскап е такси превозот во Куманово, иако одлуката се уште не помина на Советот. Повеќе во прилогот што следува. Кумановци од минатата среда плаќаат поскап такси превоз. Поради рекордно високите цени на бензините, таксистите на своја иницијатива одлучија за 20 денари да ја поскапат услугата. До сега беше по 60 денари за возење до 2 километри, а сега ќе чини 80 денари и за секој нареден километар по 40 денари. Согласно законот за корекција на цената на такси услугите на општинско ниво, неопходна е согласност од Советот на општината. Меѓутоа, оваа тело досега не дебатираше по ова прашање. Таксистите од Куманово одбија да зборуваат пред камерата за новото покачување на цените на превозот. Меѓутоа нагласија дека биле принудени на ваков чекор, бидејќи досега неколку пати побарале средби со представниците на секторот за комунални работи, сообраќај и инфраструктура при општина Куманово, како и Советот на општина Куманово, кои досега не одговориле на нивното барање за покачување на цените. Телевизија Плюс се обиде да контактира со Сдруженијето на такси превозници во Куманово, меѓутоа дел од таксистите не информираа дека Сдруженијето не функционира одреден период. Кумановци кои што ги прашавме нагласија дека се запознаени со новата цена. Тие не гледаат вина кај превозниците, нагласувајќи дека цените на сите производи и бензините постојано растат. Оние што имат, за нив толку не е никаков проблем, меѓутоа за ниската класа, работници, безработници, социјалните, за нив е многу тешко. Оправдано ли е покачувањето на цената на такси превозот кога еве постојано растат горивото? Оправдано е и за таксистите. Зошто? Таксистите не се криви. Крива е ситуацијата, што на берза поскапува и плинот, и бензинот и сите работи, а артиклите домашни поскапуваат и таксистите имат право да ги покачат. Да, сме запознаени, цените се значи страшно. Гориво се качува. Како може таксистите да возат без да немат корист од тоа? И нема ни да се возиме со такси повеќе. Како ќе влие сето ова на нашиот семеен буџет? Страшно. Страшно. Со моја една пензија 11.000, нема 12 без 30 денари. Можам ли да се возам со такси? Не. На се покачени цените. Ако е зејтин, ако е брашно, ако е шекер. Што ви мислите, со 12.000 пензија може да се издржи? Плати вода, ѓубра, струја, телефон, тие давачки, комуналија. Повише од пола пензија ми оди само за давачки. Што да правиме? Тоа е, не можеме. Нека мисла тие што седат таму на фотелите, нека му мислат за народот, што трпи. Јас со една пензионерка сама сум. Како и да ја ќе издржам. А што мислите вие што се со 4 члана породица кои одат на училиште? Баби и дедовци, татковци и мајки не работат. Баби и дедовци ги издржуваат внуците. Сакат книги на школа, сакат да појде да му даде кифличка да му стави во чантичка да јаде, водичка да му пружи. Тешко е. Од општина Куманово потврдија дека во Советот на општината не е изгласана корекција на цените на такси услуги во Куманово. Дополнија дека во моментов 14 фирми имаат важечки лиценци за такси превоз. Председателката на Советот Ивана Ѓорѓиевска информираше дека се запознаени со барањето на такси превозниците и веќе на наредната седница, која е закажана за 11 месецов, ќе се дискутира на оваа тема. Голем дел од граѓаните веќе 2 месеца заради законските процедури не можат да користат јавен превоз. А денеска без бесплатен училишен превоз повторно останаа и дел од учениците. За состојбата и евентуално решавање на проблемот со општинскиот линиски и училишен превоз се дискутираше и на последната седница на Советот. Советничката група на СДСМ тогаш предупреди дека на почетокот на март месец некои ученици повторно ќе имаат проблем да стигнат навреме на училиште, заради задоцнетите реакции на надлежните.
Течат законските процедури по жалбените постапки на дел од превозниците во Куманово. Второстепената комисија од Министерството за транспорт и врски по поднесените жалби на дел од превозниците ја врати на повторно разгледување одлуката на првостепената комисија. Општинскиот линиски превоз беше во центар на вниманието на советниците и на последната седница на Советот. Раководителката на секторот за комунални дејности Лидија Ланг-Спасовска потсети дека 14 линии почнале да функционираат од 2 февруари годинава, а за 4 линии со број 3, 4, 5 и 8 од страна на незадоволни понудувачи биле доставени жалби до комисијата. Комплетната документација за водена постапка заедно со доставените жалби беше доставена до второстепена комисија до Министерство за транспорт и врски и комисија ги усвои жалбите на подносителите и предметите ги врати на повторно одлучување. По истите во моментот комисија работи и во најбрз можен рок ќе се донесе одлука. Што се однесува до останатите линии, на 31.1.2022 година е распишен повторен оглас. На тој повторен оглас има доставено 2 понуди, односно за 2 линии, додека за останатите 5 линии кои што спаѓаат во група на неатрактивни линии, немаме ниту еден понудувач. Евалуација на овие 2 понуди кои што се доставени по повторен оглас е во тек, додека за другите 5 линии сметам дека од страна на секторот ќе треба да се направат целосни анализи, да видиме што може да се прави за тие линии, ќе понудиме конкретно решение до вас како совет, а вие ќе ја донесете конечна одлука. Советникот од СДСМ Александар Јовановски рече дека е можно процедурите да се одолжат и дополнително кумановци, особено жителите на најголемите приградски населби, да останат без превоз уште месец-два. Тој посочи дека и дел од учениците на почетокот на март повторно ќе останат без бесплатен училишен превоз, што во пракса според наши извори се потврди уште денеска. Ова се случува втор пат годинава. На почетокот од второто полугодие, заради жалбените постапки на дел од превозниците, учениците нема организиран училишен превоз, но по неколку дена проблемот на барање на општина Куманово беше решен индивидуално од секое училиште преку склучување посебен договор, односно анекс на договор со одреден превозник. Значи, лага ако збориме дека 80% од линискиот превоз е покриен во Куманово. Мислам дека е обратна ситуацијата. Во делот на училишниот превоз, сакам исто така да се спомени и во интерес на јавноста, дека градоначалникот преку медиуми испрати порака до директорите на основните и средни училишта сами да се снајдат, значи во делот на законските можности и колку што сум запознаен преку вас, раководителе, да одат на јавна набавка под итни и неодложни, кое што чини некаде, мислам дека 1000 евра, и тоа во превод значи школски училишен превоз од 20 до 30 училишни дена, зависност од како се одвивала постапката за преговарање, нели? Сега тој рок истекува овие денови и училиштата сега имаат повторно, ако не се лажам, од вас инструкција, бидејќи сакам подоцна да ми реплицирате, затоа и ова го кажувам, бидејќи барам информација, училиштата сега имаат обврска да распишат јавна набавка, значи преку бирото за јавни набавки и да одат преку електронски аукции. Значи дел од училиштата повторно ќе останат без превоз, поради постапката која повторно е ненавремена и поради задоцнети насоки од општината, значи кон училиштата. Јовановски обвини за фаворизирање на одредени превозници и нагласи дека не се почитува законот. Решенијата од второстепената комисија не се доставени до подносителите на жалбите и дека општинската комисија работи споро. Раководителката Ланг-Спасовска негираше и рече дека е работено според законот, не е фаворизиран ниту еден превозник и дека јавната набавка за ученичкиот превоз оди паралелно со општинскиот. Во општина Куманово со над 100.000 жители со години функционира линиски превоз. Последната јавна
набавка доцнеше поради изборите, конституирањето на Советот на Комисијата и новите методи според кои сега автобусите мора да имаат Еко 4 стандарди, да имаат повеќе тргнувања и заминувања, велат надлежните. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акциска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 215 возачи. Од нив 15 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а едно возило се движело со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа 107 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 108 надвор од населено место. Во 8-те објекти на Кумановската градинка Ангел Шајче е стабилна состојбата со COVID-19. Капацитетите на објектите во оваа воспитна установа се речиси преполни, а се работи согласно здравствените протоколи. Стабилна е состојбата со коронавирусот во објектите на детската градинка Ангел Шајче во Куманово, информираа од оваа воспитна установа. Во моментов позитивни деца и воспитувачи нема. Во текот на февруари било регистрирано само едно дете заболено од COVID-19. Капацитетите се речиси преполни согласно здравствените протоколи. Од вкупно запишани 1394 можност да ја посетуваат градинката имаат 760 деца. Во склоп на градинката знаете дека имаме 8 објекти, 2 центри за ран детски развој, 240 вработени. Тоа е бројка која што не е за занемарување. Меѓутоа, од септември 2021 година до сега имаме околу 20 вработени, што мислам во текот на овие месеци беа позитивни и во соработка со Центарот за јавно здравје. Тие колешки беа изолирани, меѓутоа во исто така и нивните групи беа ставени во изолација, за кое што на сите родители кои што беа приморани да седат дома, им издававме потврди дека нивното дете не може да посетува градинка поради тоа што е во изолација. Што се однесува до децата, значи во септември имавме две дечиња кои што беа позитивни на ковид и сега во февруари едно. Така да сега за сега се е стабилно како во градот и во државата, така и во нашата установа. На листата за чекање со вработени двајца родители и еден самохран родител се 119 деца. Поради немање интерес за сега функционира само Центарот за ран детски развој во населбата Иго Тричковиќ. Центарот Бамби за сега не работи. Од почетокот на 1 октомври Центарот за ран детски развој во населбата Иго Тричковиќ во склоп на подрачното училиште Карпош започна повторно со работа, така да сега функционираат две групи и доколку има интерес и за вториот Центар за ран детски развој Бамби, ние сме тука на располагање и просторот е слободен и можеме веднаш да ги отвориме. Надлежните размислуваа доколку и во иднина нема интерес за вториот Центар Бамби, тој да се пренамени и времено да функционира како објект градинка со целодневен престој. Компанија од Скопје е избрана за присилно административно извршување на правосилни извршни управни акти и рушење на објекти кои се без одобрение за градење. За оваа намена општината одвои над 2,5 милиони денари, односно 40.000 евра. Ке се уриваат надградбите, доградби, дислоцирање на објекти, помошни објекти, индивидуални стамбени објекти, бесправно градени објекти. Изминативе години беа дислоцирани 26 времени објекти од улицата 11 октомври кон улицата 11 ноември. Над 60 проекти од културата годинава ќе бидат финансиски поддржани од општина Куманово. Раководителот на секторот за култура Александар Крстевски денеска ги презентираше резултатите од јавниот повик за прибирање на барања за користење на средства од општинскиот буџет. Најмногу средства општината ќе одвои за меѓународниот тамбурашки фестивал.
67 здруженија, односно организации, од кои 30 се нови, годинава ќе добијат буџетски средства наменети за финансирање на програмата за културни манифестации на општина Куманово. Најмногу средства се предвидени за традиционалниот меѓународен тамбурашки фестивал, информираше денеска Александар Крстевски, раководител на секторот за култура. Тој на денешната пресконференција во општината ги презентираше резултатите од јавниот повик за прибирање на барања за користење на средства од општинскиот буџет, потенцирајќи дека сите здруженија и организации годинава имале еднаква шанса да поднесат барања, а средства ќе добијат оние кои што ги исполниле условите предвидени во правилникот за утврдување на постапката. Јавниот повик заврши на 16 февруари, пошто комисијата ги разгледа предложените барања која е формирана од страна на градоначалникот и утврди дека вкупно 95 барања се поднесени, а 67 ги исполнуваат условите. Додека 28 барања не ги исполнуваат условите предвидени во правилникот за утврдување на постапката. Согласно записникот на комисијата, градоначалникот на општина Куманово Максим Димистриевски достави предлог одлука за распределба на средствата по објавениот јавен повик до Советот на општина Куманово, која беше усвоена на претходната седница. Со одлуката распределени се финансиски средства од програмата на културни манифестации на општина Куманово за тековната 2022 година со вкупен износ од 7 милиони и 30 илјади денари. Како што е потврдено и со правилникот за утврдување на постапката, денеска на официјалната веб страна на општината Куманово ќе биде истакната одлуката за распределба на средствата, како и правните субјекти кои за жал не ги исполниле условите. Со тоа што транспарентно сакаме јавноста да биде запознаена со сите резултати како што и претходно кажавме. Ова е прв јавен повик од ваков вид објавен од општината, за кој, како што велат надлежните, имало голем интерес. Како општина се стремиме да продолжиме во иднина да ја издигнеме културата на повисоко ниво, со што би ги поттикнале фондациите, граѓанските здруженија, јавните установи и други правни лица чија примарна дејност е културата, да продолжат да развиваат проекти и идеи кои ќе ја надградуваат културата во нашиот град, посочи денеска Крстевски. Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните дека согласно одредбите од членот 34 од Законот за изменување и дополнување на Законот за оружје, рокот за замена на дозволите за поседување и носење на оружје, овластување за носење на оружје и дозволи за поседување на оружје издадени согласно Законот за набавување, поседување и носење на оружје истекува на 4 јуни 2023 година. Воедно МВР информира дека кон барањето за замена на дозвола потребно е да се приложи старата дозвола за оружје, а оружјето што ќе биде предмет на пререгистрација да се донесе на увид. Граѓаните своите барања за замена на старите дозволи потребно е да ги поднесат во одсекот за оружје, експлозивни и опасни материи според местото на живење во работно време од 8 до 16 часот. Во продолжение да ги погледнеме вестите од Македонија. Граѓаните да не стравуваат и да не креваат паника, зашто стопанствениците ќе обезбедат доволно пченица и брашно, вели председателот на групацијата за мелничко-пекарска индустрија во Стопанската комора на Македонија Горан Малишиќ. Според Малишиќ, санкциите кон Русија од македонската страна би биле катастрофални ако ние како држава не би имале други пазари за суровини, како што се Србија, Унгарија, Романија и Бугарија. Не треба да се крева паника кај населението до тој степен. Луѓето треба да бидат сигурни дека нашите стопанственици ќе обезбедат доволно количини на пченица и брашно за потребите на граѓаните, а исто ги уверуваме дека владата ќе најде начин да ги заштити, изјави Малишиќ за МИА. Во врска со цените додава, новата одлука на владата создава поволна клима и сигурност, како и стабилност на индустријата, така и заштита од преголемо покачување или несоодветно изнудено поскапување на брашното и лебот. Денеска престанува да важи одлуката на владата за замрзнување на цените на основните прехранбени производи, што беше донесена на 5 декември
февруари минатата година. Тогаш цените на основните прехранбени производи беа замрзнати со цената што ја имале на 1 декември 2021. Од друга страна пак денеска стапи во сила одлуката за одредување највисоки трговски маржи на продажните цени на основните прехранбени производи во трговијата на големо и мало, што минатиот вторник ја донесе владата на предлог на Министерството за економија. Новата одлука во која на листата на основни прехранбени производи се додадени и овошјето и зеленчукот, пченицата, суровото сончогледово масло и солта, ќе важи до 31 мај годинава. Од вкупно 100 мапирани граѓани во Украина, 50 се веќе извлечени и уште толку треба да се евакуираат. Од овие 50 останати не се сите наши државјани и се очекува денеска поголем дел од нив да ги евакуираме, информираше на денешниот брифинг министерот за надворешни работи Бујар Османи. Од тие 50, како што информира тој, 20 се во Киев, 20 се во други градови низ Украина. Продолжуваме со активностите. Нашите очекувања се дека ќе се влошат околностите уште повеќе, меѓутоа мораме во такви околности да најдеме решение да ги евакуираме нашите граѓани и тоа е наш прв и најважен приоритет секој од нив да го излечеме, меѓутоа безбедно, рече Османи. Очекуваа денеска да ги излечат останатите ОПСЕ монитори од Украина. Османи информира дека семејството кое што беше заглавено во Хараков со новороденче старо само неколку дена е на пат да ја напушти Украина. Состанокот на Комисијата за заразни болести ќе се одржи утре. Тоа ќе стане пракса и состанокот наместо во вторник ќе се одржува во среда. Заради обврските кои ги имаат некои од колегите и министерот за здравство, попрактично е состанокот на Комисијата да се одржува во среда, изјави за МИА портпаролот на Комисијата Злате Мехмедовиќ. Основна точка на состанокот посочи епидемиолошкиот пресек за минатата недела, а има и точки на дневен ред кои после тоа се разгледуваат. Кога ќе заврши состанокот на Комисијата, ќе има пресконференција и тогаш ќе кажеме се што е расправано, што има донесено препораки и заклучоци, додаде доктор Мехмедовиќ. Над 1000 припадници на МВР за месец јануари ќе земат надомест за домашно дежурство, пишува на својот Facebook профил министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој посочува дека вкупно на 1008 колеги од МВР ќе се исплатат 1.400.000 денари. Јануарската исплата ќе биде реализирана заедно со платата за месец февруари. Со новиот колективен договор помеѓу Министерството за внатрешни работи и репрезентативниот македонски полициски синдикат, заеднички испишавме историја во синдикализмот во Република Северна Македонија и го потврдивме слоганот на МПС и МВР, дека само преку диалог се доаѓа до вистински решенија, пишува министерот Спасовски. Времето денеска во Куманово беше облачно со повремени врнежи од снег. Максималната температура се искачи до 3 степени, а минималната беше минус 3 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време. Дневната температура ќе достигне 7 степени, а утринската ќе биде до минус 4 степени. Со информацијата за времето го завршуваме денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.